И додека земјите од Европа па и од регионов полека го стегаат обрачот околу потребата и можноста за пристап на социјалните мрежи од страна на малолетните лица, владата останува на ставот дека не сака забрана, туку родителска контрола во рамки на проектот МК Сейфнет, кој што веќе една година се спроведува во нашите училишта. Со тоа им се остава можност самите родители да го регулираат начинот, време траењето и пристапот на нивните деца до социјалните мрежи. Според министерот Андоновски, не било во ред државата да забранува одредени алатки за определена група на луѓе. Сметавме дека ова е начин да ги превенираме опасностите од интернет, а контролата да задржат родителите, да не ја превзема државата, контролата на алатки кои што се исклучително приватни, значи ги користат родители, ги користат деца и би било мешање на државата во домашните работи на секое семејство, во домашното воспитување на секое семејство, за тоа кои алатки и на кој начин се користат. Но доколку постои зголемен интерес од страна на родителите, доколку постои зголемен страф и таа бројка е голема, оставаме простор да продискутираме на овие прашања, зашто не направиме една јавна расправа и една анкета да видиме кој е интересот, кој е размислувањето на родителите. Во Македонија деновиве повторно се покрена петиција од страна на дел од родителите насловена Иницијатива за безбедно детство, каде се бара целосна забрана за употреба на социјалните мрежи за деца до 12 години и строга регулација на пристапот за малолетни до 16 години. До сега петицијата ја потпишале 2311 родители. Но и наставниот кадар кај нас не е за целосна забрана, туку за строга родителска контрола. Тука имаме позитивен фидбек, односно родителите не известија дека ги користат тие алатки во врска со сигурен интернет, да овозможиме не забрана на учениците, меѓутоа љубопитноста да биде ограничена, да се контролира од страна на родителите и заедно да делуваме. Денешниот ден за побезбеден интернет се одбележува заедно со останатите центри за побезбеден интернет низ Европа како дел од мрежата InSafe. За Сител, Дарко Штарговски.